Започнување на доењето во првиот час по раѓањето, ексклузивно доење во првите 6 месеци и продолжување на доењето 2 или повеќе години, заедно со безбедна и соодветна дополнителна исхрана, се препораките на Светската здравствена организација и УНИЦЕФ во поглед на доењето. Ексклузивно доење во првите 6 месеци од животот препорачува и Американскиот центар за контрола и превенција на болести, а тоа значи во овој период да не се дава друга храна или течности, вклучително и вода. Истата препорака доаѓа и од Американската академија за педиатрија, која повикува на ексклузивно доење на бебињата во првите 6 месеци од животот, истовремено охрабрувајќи ги социјалните и системските промени за поддршка на мајките кои избираат да дојат. На тема мајчино млеко и имунолошки аспекти на доењето, денеска разговараме со професор доктор Катарина Ставрик, специјалист педијатар имунолог и професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Доктор Ставрик, добро дојдовте во ваш педијатар. Задоволство ни е да ви имаме повторно во нашето студио. Благодарам на поканата. Мајчиното млеко е златен стандард за исхрана на доенчињата, единствен извор на исхрана кој ги задоволува нутритивните и физиолошки потреби на новороденчето. Кога всушност треба да започне доењето и кој е клучот за успешно доење? Треба да почне веднаш по породувањето, затоа што допирот кожа на бебе со кожата на мајката фактички е и стимул за хормоните кај мајката за да почне да лачи млеко. Нормално е да во првите денови нема доволно млеко. Меѓутоа, не треба тоа да ги разочарува мајките, напротив, треба да постојано го ставаат бебето на своите гради, па макар и 2-3 капки, меѓутоа, прво, тоа е оној колострум, првото мајчино млеко, кое што е богатство од протеини, од имуноглобулини, од клетки, и прва заштита на детето кое што одеднаш од една стерилна средина излага во една надворешна средина и почна да се среќава со голем број на вируси и бактерии. Така да треба време да надојде млекото, да има доволно млеко мајката и да биде задоволна, не треба да се разочарува, но секако дека важно е да биде издржлива во тоа. И многу е важно, ја би рекла, да со бремената жена уште во тек на бременост се разговара за доењето, на некој начин да се подготвува за процесот на доење и за евентуално можните проблеми кои што може да се појават првите недела, 2, па и месец дена, да речеме. Така. Зошто мајчиното млеко е идеална храна за бебињата? Каков е неговиот состав и кое млеко е најблиску до мајчиното? Иако фармацевските куќи се обидуваат да го имитираат мајчиното млеко, до сега никој не е успел да направи формула која што ќе биде идентична со мајчиното млеко. Може да се имитира составот во поглед на протеини, јаглени хидрати и масти, меѓутоа оние други составни делови кои што го има мајчиното млеко не може да се имитира. Затоа што содржи голем број на ензими, на заштитни материи, антивирусни фактори, антистафилококни фактори, кои што тоа се најчестите бактерии со кои што бебето се доаѓа во контакт првите недели во животот, со имунолошки клетки, значи леукоцити, лимфоцити, се тоа што мајката на некој начин го има создадено како репертоар на мемориски клетки, на антитела, преку мајчиното млеко го добива бебето. И многу често пати ние велиме и мајката ако се разболи, не е проблем, може и треба да го дои затоа што на некој начин автоматски му дава и готови антитела преку мајчиното млеко. Така да тој дел од мајчиното млеко кој што е посебно одговорен за заштита од инфекции, пред се од инфекции, меѓутоа и многу важно влијание има и врз созревањето на имунолошкиот систем кај детето. Во критичната фаза на имунолошка незрелост на новороденчето, доенчињата добиваат големи количина биоактивни компоненти токму преку колострумот и мајчиното млеко. Дали колострумот е најмокниот природен имунолошки бустер познат на науката и во што се состои неговата посебност?
Тоа е она првото млеко што се јавува првите 3-4 дена, да речеме, од процесот на создавање на млеко. И како што реков, тоа е густо, количински е многу малце, жолто заради богатството на бета-каротени, меѓутоа изобилува со протеини, а се важни за детето во првите денови од по породување, затоа што знаеме дека малце губи во тежина, па му треба повеќе протеини за да го надокнади тој губиток и да трне во тежина. Има богатство на клетки и на имуноглобулини, ова што викаме кога детето излага од една стерилна средина во една средина надворешна каде што има изложеност, значи тоа е онаа прва заштита и секако тоа преку цревата на детето го штити и целиот организам на детето. Колострумот е првите 3-4 дена, да речеме, трае и обично мајките знаат дека после тоа млекото обично ќе стане потечно, бело и веднаш мислат дека нешто не им е слабо млекото. Меѓутоа не е тоа е нормалниот процес на зреење на млекото, така да веќе тоа, да речеме, зрело млеко содржи и протеини, јаглени хидрати, и масти, содржи вода. Значи, на некој начин, затоа и на децата ние викаме ексклузивно доење. Нема потреба да се нуди со вода, затоа што потребите за течности ги прима преку мајчиното млеко. Низ колку фази поминува мајчиното млеко додека се прилагодува на потребите на бебето? Па мајчиното млеко цело време се прилагодува на потребите на бебето, како расте бебето, така и количината и составот на млекото се менува. Многу зависи и од начинот на исхрана на мајката, меѓутоа и при самиот еден подој, да речеме, се менува составот на млекото. Обично на почеток млекото е погусто, изобилува со, да речеме, со протеини, со јаглени хидрати, а веќе во крајната фаза е поразредено, значи течностите во тој период се обезбедуваат, дневните потреби на течности се обезбедуваат и се е богатство на масти кои што на некој начин го заситуваат детето и на тој начин добива сигнал дека добива и детето дека е најадено и нема потреба да се прејадува. Нема прејадување со мајчино млеко. Кој е главниот имунолошки фактор во мајчиното млеко? Многу има фактори. Значи, пред се клетки, лимфоцити, леукоцити има кои што веќе се на некој начин едуцирани за одбрана од бактерии и од вируси. Имуноглобулини многу важни, посебно имуноглобулин А, кој што е слузничен имуноглобулин и кој што она што рековме го обложува гастроинтестиналниот тракт. Меѓутоа, овие клетки и овие имуноглобулини особено се важни во созревањето на цревната лигавица. Знаеме дека тој мукозен, цревен имунолошки орган е најголемиот имунолошки орган кај детето и дека созревањето на микрофлората во цревата е многу важна во стимулација и во созревање на имунолошкиот системски имунолошки одговор кај детето. Содржи и други делови одбрамбени, разни фактори кои што го штитат од ротавирус, да речеме, од стафилокок фактор кој што штити. Има одредени други елементи од имунолошкиот систем, како што е комплементот, трансферинот, лизозими, сите тие имаат улога во таа одбрамбена. Од една страна го штити од инфекција, а од друга страна го стимулира имунолошкиот систем да побрзо созрее кај детето. Тоа е процес кој што трае до 3-та година на животот. Зошто родителите треба да одбегнуваат давање на кравјо млеко во првата година од животот на детето? Кравското млеко генерално не е по состав не одговара за потребите на детето. Има премногу натриум, има премногу други состојки кои што може да влијаат врз развојот на детето. Знаеме дека деца кои што велиме и ако не може или ако му фали млеко, подобро е да се иде со адаптирана млечна формула во тек на првата година. Не збориме за млечните ферментирани производи од типот на павлака, од типот на урда, на кисело млеко,
кои што веќе во после 7-8 месец се внесуваат во исхраната на доенчето. Меѓутоа не кравско млеко како кравско млеко. Бројни се придобивките од доењето и за мајката. Како доењето се одразува врз здравјето на мајката? Па, има многу ефекти позитивни врз здравјето на мајката. Пред себе да речеме да почнеме од оние првите недели после породување, многу често знаат мајките да западнат во една постпартална депресија. Покажано е дека мајки кои дојат не развиваат постпартална депресија. Едноставно контактот, емоционалното поврзување со детето влијае да не развие депресија. Има други предности, нели? Мајките се загрижени затоа што надале телесна тежина, па се плашат дека нема да може да вратат, меѓутоа студии покажуваат дека токму доењето, затоа што и доењето е еден активен процес каде што се трошат дополнително калории. Така да и тоа е еден процес кој што овозможува да жената во првите 6-7 месеци по породувањето да многу побрзо и полесно се ја возврати онаа нормална телесна тежина. Бесплатно е, може да го дои во било кое време од денот, па и ноќе, не мора да станува, да стерилизира, да припрема, што на некој начин е оптеретување, нарушување на сонот на мајката, а има студии кои што и долгорочните бенефити од доење покажуваат дека мајки кои што дојат имаат помал ризик од развој на карцином на дојка и од карцином на матка. И секако дека и остеопорозата кај жени кои што дојат е помал ризикот да развијат остеопороза во возраст. Се со одлични причини да се истрае во тој процес на доење, да не се откажуваат нели жените при првиот проблем и да продолжат понатаму. Бенефитите се многу, како за бебето, така и за мајката. Кои се препораките за исхрана на мајката за време на доењето? Секако дека исхраната на мајката влијае на составот на млекото. Меѓутоа и неухранети мајки, сепак на штета на нивната неухранетост, они сепак продуцираат квалитетно млеко. Така да не значи дека имаме во афричкиот свет каде што имаме малнутриција и ова, сепак жените таму ги дојат своите деца и се обезбедува релативно добра нутритивните потреби на бебето се задоволуваат. Но има некои работи кои што да речеме калциумот, витаминот Д треба да се дополнително внесуваат затоа што на некој начин се ги троши мајката и директно зависи од исхраната на мајката и количината на тие супстанции во мајчиното млеко. Генерално се препорачува и треба малце покалорична исхрана, затоа што она што реков, сепак доењето бара дополнителна енергија. Значи негде доилки се препорачува 500 калории дневно повеќе него она нормална исхрана што ја има, да речам, жената кога не дои. Секако тоа треба да се обезбеди со една разноврсна исхрана, со внесување уравнотежена исхрана, да кажам, да не се претерува со ништо. Значи да има и овош и зеленчук, меѓутоа да има обавезно и протеини, и масти да има, и житарици да има, витамините, минералите што и требаат, доволно е да ги внесува од, да речам, со нормална исхрана. Калциумот е тој со млечни производи, меѓутоа сепак да не се претерува, да не пијат, нема потреба да пијат по 2-3 литра млеко. Избалансирана исхрана. Да. Дали имате некоја порака до мајките кои дојат? Најтежок е првиот месец и доста проблеми се јавуваат во првиот месец и сите овие преодни фази од една фаза на млеко во друга нив ги збунува, мислат дека нема млека, нема подобро млеко од мајчино млеко, нема неквалитетно мајчино млеко. Да сите оние проблеми што се јавуваат во текот на дека не се воспостави ритмот на доење, да се консултираат со докторот, со сестрата, со патронажите, на некој начин да се обидуваат да ги надминуваат тие проблеми. Да, првиот месец е критичен, меѓутоа после тоа веќе е многу поедноставно и за нив.
Ви благодарам, доктор Ставрик, уште еднаш за вашето гостување и очекувам во некоја наредна прилика. Благодарам.